Колеги пратеници, почитуван министер, во Република Македонија во овој момент се случуваат многу силни политички одлуки во делот на донесувањето на уставните измени и слично, и така многу бегло се сака по скратена постапка да се донеси овој закон на персоналецот, односно за прогресивното оданочување. Јас тука би кажала дека сите ја воочивме на некој начин важноста на овој закон, иако вие го носите по скратена постапка. Критикувани бевме цело време затоа што не треба во собранието многу важни законски решенија да се носат по скратена постапка, меѓутоа она што сите заинтересирани страни се јавија дека овој начин на прогресивно оданочување во овој момент во Република Македонија не е доволно припремено, односно земјата економски не е стабилна и не може да биде припремена за донесување на едно вакво прогресивно оданочување. Затоа и ние како комисија за утре од 10 часот имаме закажано јавна расправа. Поканети се сите, и Стопанската комора, и професори, и универзитетски професори, и сите засегнати, меѓутоа сите што направиле досега економска анализа за тоа што државата ќе добие, каде тие парични средства вистина ќе бидат насочени и дали имаме таква програма и анализа ќе се преточат така во буџетот или и ќе одат за такво извлекување на граѓаните од ризик или не, и што тоа ќе допринесе во државата во овој момент, односно почнувајќи без никаква припрема од 1.1.2019 година. Говоревме многу, ќе говориме и на сама комисија која ќе биде или во петок или во понеделник, зависно од тоа што ќе произнесе од јавната расправа утре, кои заклучоци, за да можеме да припремиме амандмани, за да го подобриме текстот на законот, иако сме против ова законско решение, меѓутоа знаеме дека со бројот на прсти, односно со мнозинството, вие ќе го изгласате и ако ништо друго, барем можеме како опозиција да влијаеме да го подобриме тој текст на закон. Значи, во почетокот, со креирањето на рамниот данок, во делот на воспоставување на една стабилна економска политика, всушност допринесовме да имаме привлекување на странски директни инвестиции со рамниот данок. Се стопира тој процес и постои дилемата дали согласно кај нас со прогресивното оданочување, односно со повисоките даноци, односно со делот што значи прелевање на парични средства, таа сива економија, таа евазија, одлевање на тие мозоци, односно на лица што вложиле во себе, што се едуцирале, затоа што тука знаете, не говориме за категорија на луѓе кои се богати ако имаат бруто плата од 90.000 денари, и тука мора да го уочиме тоа дека мораме да размислуваме дека таа бруто плата треба или да биде поголема, затоа што работодавачите на сметка на тоа ќе ги укинуваат, односно ќе даваат понисока нето плата на вработените. Рамниот данок го направи своето прогресивно делување и овозможи влез и на странски директни инвестиции, и при последната средба со моите колеги од Србија кажаа дека се она што како политичка криза делуваше во Македонија направи да се одлеа, односно тие странски директни инвестиции да заминат за Србија. И сега и понатаму ние нема да воспоставиме некоја добра клима на Република Македонија. Друго, многу ќе се потреши согласно анализите и во службите на УЈОП. Ова е еден покомплициран систем и дали е направена од ваша страна анализа дека бенефитот ќе биде поголем од она што ќе се потроши во делот на воспоставувањето на тој систем, под предпоставка 100% да биде наплатата, односно
да се наплати, да нема даночна евазија. До нас стигнаја и од Стопанска комора, и од Американска стопанска комора, и од МАСИД, дека сите нивни анализи, дека ќе се зголеми невработеноста и сивата економија, ќе се намали продуктивноста, ќе имаме одлив на мозоци од земјата. Нема, ама баш во овој момент, нити да ги стигнеме прогресивните европски земји, затоа што при анализата, односно презентацијата на Светска банка, која бевме присутни сите, едно ни беше кажано. Значи, со овој економски раст, Македонија, односно едно дете треба сега да се роди, па да живее 70 години, па да го доживее тоа. Или ако веќе имаме 5% раст, треба 35 години, за да приближно ја стигне европската 30 години. Добро, колега, благодарам. Ама таму да постои застој, односно да постои еден систем да нема прогресија, односно развој на тие земји. Прогресивниот данок да, меѓутоа за стабилни економии, кои постигнале високо ниво на раст, имаат мала невработеност и во тој дел можеме да говориме. Меѓутоа сега да говориме во овој период за воведување на прогресивниот данок за кој постојат цврсти анализи и за кој кога ќе го образлагаме законот ќе зборуваме сите, навистина треба да се замислите зошто, како и на кој начин мислите за државата дека правите добро дело и зошто го воведувате. Некој го нарекоа Робин Худовски закон, значи ќе земаме од богатите, ќе даваме на сиромасите. Навистина е закон кој се девалвира уште на почетокот од многу релевантни институции и мислам дека 25 милиони евра нема да значат ништо за државата како приход, ама ќе значат многу повеќе како штета за позитивните и креирање на добри економски политики. Затоа го поднесовме овој амандман и е добро да размислите, односно колегите пратеници, како би гласале на ова комисија.